Иако седницата беше закажана итно, вчера за денеска, заради состојбите со кои се соочува светот, сите членови на Советот за безбедност беа присутни. За цело време на седницата учествуваше и министерот за надворешни работи од Соединетите Американски држави. Впрочем, и од него ги добивме информациите за растечкиот број на македонски државјани во регионот, кои што се разбира по пораката на Министерството за надворешни работи да се обратат до ДКП-ата и да се регистрираат, за да ги имаме во предвид за евентуална евакуација, го прават тоа. Најважно е дека формираниот центар кризен во рамките на Министерството за надворешни работи е во постојан контакт со сите граѓани и уште еднаш повторувам, се разбира дека луѓето се загрижени. Причината е затвореното небо за прелети. Во некои држави, Катар, например, можноста беше со бродски превоз, меѓутоа и тој не функционира. Факт е дека се згрижени, дека се безбедни и дека се во постојан контакт со Министерството за надворешни работи. Кој што пак работи на тоа, нели, да најде најдобар начин, најбрзо што е можно, за да може оние кои сакаат да дојдат овде. Тоа е првото. Второто што е најважно, веројатно за сите нас, е дека состојбава во која што се наоѓаме, врз основа на податоците и од Агенцијата за разузнавање, и од АНБ, и од Министерството за надворешни, особено од Министерството за одбрана и за внатрешни работи, но исто така и од началникот на Генералштабот, може да се оцени состојбата како стабилна и како безбедна. Значи, ние не сме во моментов изложени на нестабилност, ниту има опасности по безбедноста внатре и во регионот. Што друго е најважно? Најважно е дека систем на рано предупредување веќе постои заради координацијата меѓу сите надлежни органи и се разбира, тој е многу важен и поврзан со што? Со постојаното следење на состојбите, на воените состојби. Значи, институциите ја следат состојбата во рамките на надлежноста, ги анализираат состојбите, се координираат, информираат и затоа мислам дека оваа оценка на стабилност и на безбедност е релевантна и важна. Редовно се вршат ризици, проценка на ризиците и сите се обврзаа така како што денеска ја образложија врз основа на добиените податоци и информации со состојбата, тоа да продолжат да го прават. Се разбира, ние сме во координација и со органите во регионот и со нив. Како што знаете, се уште НАТО немал седница која ќе биде посветена, меѓутоа Советот за безбедност заседаваше. Се разбира дека и регионалните информации ќе бидат споделени.
Долга беше седницата заради темелноста на анализите и на информациите. И може би уште да додадам, секогаш во вакви ситуации размислуваме за можното влијание не само на безбедноста, туку и на економијата, туку и на користењето на енергенсите и така натаму. Во тој поглед исто така надлежните информираа дека нема проблем. Како што знаете, интерконекторот меѓу Грција и нас веќе е во функција. Законот предвидува да мора да има обезбедена нафта за од 40 до 90 дена и тоа е исполнето. Значи, од она што го чув, јас како председателка можам да кажам дека имам цврсто уверување, не само институционално, туку и документирано со податоци, дека нема зошто да се грижиме во моментов. Се разбира, ќе ги следиме состојбите и соодветно ќе реагираме. Само уште една реченица, веројатно знаете, ширум светот, секаде, но и тоа е под наблюдување, постои или закана или сомнеш дека објекти од типот на, да речеме, синагоги или седишта на еврејската заедница, кај нас има и музеј на Холокаустот, дека може да бидат места кои што треба посебно, на кои што треба посебна грижа да им се посвети и внимание. Добивме информација од надлежните дека и тоа се следи, и дека и тоа е под заштита, и дека и тоа е под контрола, што значи не може да очекуваме изненадувања.